Се интензивираат блокадите во Виничко Блатец. Во петок жителите ќе го блокираат магистралниот пат Виница-Берово кај местото викано Скараница. Ова е одлука донесена на синокешниот собир, а причината за оваа блокада е да се спречи најавената изградба на хидроцентрала на реката Блатешница. Бараат да бидат слушнати од институциите и да се поништи концесијата за хидроцентралата. Донесовме сите заедно одлука да направиме еден протест кој ќе се изведе на 20 февруари во петок од 15 до 17 часот на регионалниот пат Виница-Берово, на местото кај што нашиот локален пат од Блатец се спојува со регионалниот пат. Во саботата инвеститорот се појавил на локацијата пошто настанал инцидент и оттогаш жителите постојано се на нозе и ја чуваат реката. Поставија рампа преку која никој не може да помине без нивна дозвола, а преку 24 часовни стражи се организираат и ги блокираат приодите кај локацијата предвидена за изградба на хидроцентралата. Населението на Блатец е цврсто застанато за стопирањето на градбата на оваа хидроцентрала. Значи, доколку некој се уште се двумеше дека народот се уште има размислува дали треба или не, ова е најдобар доказ дека народот и граѓаните на Блатец цврсто стојат против одлуката, тоест против изградбата на оваа хидроцентрала и цврсто се решени да се борат до крајно одземање на концесијата од страна на владата. Жителите од Виничкото село се доследни во нивните барања дека Блатешница треба да остане недопрена, бидејќи, како што укажуваат, со планираната хидроцентрала загубата на реката би имала директно влијание врз животот во селото, односно сериозно ќе ги загрози културите меѓу кои се и блатечките јагоди, познати низ целата држава, како и локалниот ориз и компир. Тие стравуваат и дека ќе останат без селскиот водовод, главниот извор на вода за пиење и за наводнување. Оваа хидроцентрала е хидроцентрала во која на одреден дел на зафат на реката Блатешница ќе се направи зафат кој ќе се стават огромни цевки и во должина од 3-4 или во зависност од тоа како е пресметана да се добие брзината на водата, ќе се стави реката во цевки до турбината каде што ќе се произведува електричната енергија. Со тоа што автоматски таа должина од неколку километри реката ќе ја претвори во сува, еколошката катастрофа ќе биде несогледлива. Инаку проблемот е актуелен веќе десетина години, а во напорите оваа хидроцентрала да не биде изградена, жителите од Блатец одржаа неколку протести изминатите години, со постојани консултации како овој проект да се спречи.